Овие снимки се од пред точно 2 години кога граѓани излегоа на протести по бомбата за убиството на Мартин Нешковски. Полицијата само го следеше настанот, се до моментот кога дел од групата се обиде насилно да влезе во владата. Никој, на крај, не се приближи до вратата на владиниот објект. А демонстрантите беа бркани низ целиот град. Овие снимки се од вчера, кога граѓани излегоа на протести по изборот на Талат Џафери за претседател на собранието. Полицијата само го следеше настанот, дури во моментот кога дел од групата посака да влезе во зградата на парламентот. Изгледаше како само дел од полицајците да се обидуваат да си ја вршат задачата, додека други нивни колеги може да бидат видени како се поздравуваат со демонстрантите. Зошто полицијата потврли и буквално ги пушти демонстрантите во собранието, наместо да реагира како пред владата пред 2 години? Според министерот за внатрешни работи Нухил, затоа што командата била партиска. Од моментот на ескалација на ситуацијата, се до 20 часот, раководителот на штабот, господинот Митко Чавков, не беше достапен за мене, иако го барав и телефонски, и лично во оперативниот штаб. Сакам да потенцирам дека, за жал, е очигледно дека во структурите на Министерство за внатрешни работи политичкото влијание има голема улога, што е за секаква осуда. Делот вработените во Министерство за внатрешни работи, на место да ги почитуваат законите, и да ги извршуваат своите работни обврски, постапуваат по наредби на политичките центри. Нешто што е за најсилна осуда. 4 часа подоцна, од истата говорница, директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков ги отфрли обвинувањата дека полицијата била непрофесионална. Имаше обиди полицијата да го спречи влезот на иритираната и разгневена маса, но употребата на сила во тие услови можеше да значи и да предизвика десетици жртви. Полицијата отпочна со примена на сила веднаш откако добивме информации дека е неопходна интервенција затоа што во собранието е загрозна безбедноста на луѓето внатре и во моментот кога дополнително ги зајакнавме силите со кои проценивме дека можеме да спроведеме брза и енергична акција за евакуација на присутните пратеници и повредените лица. Како примери за слично постапување на полицијата, Чавков ги спомена протестите токму на шарената револуција, кога беше демолирана канцеларијата на претседателот или кога демонстрантите фрлаа боја на институциите. Но испушти да го спомене фактот кој не му оди во прилог, дека полицијата на тие протести во ниту еден момент не дозволи демонстрантите да влезат во владата, собранието, градот или во било која друга институција пред која се протестираше. Ниту пак беше загрозен физичкиот интегритет на било кој функционер. Но, се паметат случаи кога полицијата дозволила влез на граѓани во институција и тоа кога во неа имало луѓе. 4 години наназад, на протестите пред општината Центар, сценариото се чини беше слично како вчерашното во собранието, иако во далеку помали размери. Подготви го Мартин и Суле да спремаат од утре да маламе. Добро, ги имате... Пето ќе му составиме едно 2000 луѓе пред Центар. Дел ќе си влезат и унатре, пошто нели имаат право граѓани да влезат. Да. Па да видиме, да размислиме дали еден да стане, едно 3-4 шамари јаки да му зврзи пред сите. Не може ништо му се направи. Нема тешка телесна повреда тука, за кривично, има прекршечно само. Влезот во општинските бараки, тогаш беше спречен бидејќи на вратата застанаа партиски членови на мнозинството во Советот.
дали групата на која ѝ беше дозволен влез во собранието беше водена само од гнев поттикнат од настаните во парламентот или беше водена од други мотиви како при протестите пред центар. 360 степени ги прегледа речиси сите јавно достапни видеоснимки од синокешните настани, каде забележавме очигледни обиди за контрола на штетата. Најинтересна е оваа снимка, кога групата демонстранти упаѓа во прес-центарот. Ова маскирано лице, иако упадна меѓу првите стигна до пратениците кои беа нападнати. Во ниту еден момент додека трае оваа снимка, не удри по народните избраници. Напротив, се чини дека внимаваше групата да не претера во тепањето. Подоцна, учествуваше во давањето команди кон другите маскирани и немаскирани лица за да се повлечат. 360 степени и официјално се обиде да дознае дали маскираните всушност биле инфилтрирани полицајци на задача. Имате ли информација дали некои од лицата кои што беа во фантомки со кашулки се полициски службеници? Таква информација не поседам. Во продолжението одговорот не понуди цврст став дали зад маските може би биле полицајци, но не по задача од МВР. Дека такво нешто е можно, уште пред 2,5 недели во интервју за 360 степени предупреди првиот човек на УБК во времето на конфликтот Горан Митевски, кој патем ја има извршувано и функцијата на која денес е Митко Чавков. Јас сепак опасноста не ја гледам во тие патриотски здруженија, туку во структурите во МВР кои се примени во последните 10 години, кои се уште се обидуваат слепо да извршуваат задачи на директорот Чавков и не го почитуваат Законот за внатрешни работи и Законот за полиција. Тука е единствената опасност за ескалација меѓу народот, без разлика дали е тоа меѓу македонците или при евентуално демонстрирање на албанците по повик на некој од албанските политички партии. До овој момент задржани се 8 лица за насилството во собранието. Внатрешната контрола на МВР го истражува постапувањето на полицајците. Јавното обвинителство тврди дека го истражува однесувањето на демонстрантите. Ови институции ќе треба да откријат дали има такви кои синоќа беа и полицајци и демонстранти.